Македонија е како неоткриена тајна и многу ни е мило што имаме можност да бидеме во првите од далечната Австралија што ја откриваат. Ова се зборовите на 72 годишниот туристички оператор од Австралија Тони, кој со своите пријатели дојде во Македонија на одмор. Бидејќи Македонија не би била интересна без Малешевијата, тие во својата агенда освен Охрид и Битола имаат и 4 дена престој во Малешевијата. Воден од богатото искуство како туристички работник, сподели со нас дел од тајните за успешен туризам во малите места. Приказната на секое место живее и најдобро се раскажува преку локалните занаети и производи. Мислам дека природата е убава и досега ги имате потребните работи за туризмот, но посебно е значен развојот на локалните занаети и локалните производи кои го носат белегот на овој крај. Откако Берово се бори да се најде на туристичката берза, ова е втора група на австралиски туристи. Лани гостите од далечната земја ветија дека со импресиите кои ги понесоа со себе ќе донесат уште австралијанци во Малешевијата. Македонија навистина ја сакам да пешачам низ старите села, многу ми се допаѓа храната, има многу во количество и во квалитет, а посебно фолклорните танци и навистина успеав да заиграм македонскоро. Малешевијата се најде во агендите на туристичките агенции и полека и сигурно се наметнува како барана дестинација кај современиот европски турист. Оваа година може да се каже дека сме и презадоволни, затоа што имаме многу голем пораст на посета како на домашни туристи, така и на странски туристи. Се уште сезоната кај нас трае, посетата еве денес имаме една група од Австралија, имаме група од Холандија, уште 2 групи очекуваме. Годинава Берово го посетија околу 1000 странски туристи, освен австралијанците и традиционалните туристи од Холандија. Низ Малешевијата се прошетаа гости од Чешка, Израел, Америка, Германија.